Најави за денешните настани. На Галичица пожарот локализиран, на Илинска и понатаму гори. Почина 4-месечно бебе од Струшко село. Обдукцијата ќе ја покаже причината за смртта. Данок најчесто затајуваат сезонските бизниси во туристичките центри. Избран најдобриот расказ на годинешниот конкурс Живко Чинго. Кампањата ќе биде кратка, но одлучувачка, најавија Камала Харис и нејзиниот потпредседател Тим Валц. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме сончево и топло време со максимална дневна температура од 31 степен Целзиусов. Во четврток над Британските острови, Скандинавија, областа на Алпите и Источна Европа ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од Европа, под влијание на поле на висок воздушен притисок, ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во северните и централните предели на Балканот ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд и грамотевици. Максималните дневни температури ќе се движат од 29 до 36 степени. Во Македонија во четврток, по свежото утро, во текот на денот ќе превладува сончево и топло време. Утринските температури ќе се движат од 10 до 21 степен, температури кои што се вообичаени за овој период од годината, додека пак максималните дневни температури ќе бидат во пораст и ќе достигнат од 28 до 39 степени, температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од месец август. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во четврток ќе превладува сончево и топло време. Минималната температура од 16 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со дневна температура до 31 степен. Во недела сончево и потопло време. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 32 степени. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. И понатаму активен пожарот на Илинска планина помеѓу Демирхисар и Охрид. Пожарот кој гори со денови се прошири кон општина Дебрца. Пожарот на Галичица кој избувна во понеделникот е ставен под контрола. Пожарот над Косел целосно ликвидиран. Пожарот на Илинска планина, што зафаќаше делови од општините Охрид и Демирхисар, е проширен и на територијата на општина Дебрца. Пожарот е активен и е навлезен во шума во атарот на село Брежани и на непристапен терен, каде што тешко може да се гасне, информира регионалниот центар за управување со кризи Охрид. Вчера на терен имаше 5 пожарникари со едно моторно возило и околу 10 лица од општина Дебрца и шумското стопанство Галичица, кои што се активни во гаснење на пожарот. Во текот на денот во негово гаснење интервенирале и 2 хеликоптера, еден српски и еден од македонското МВР. На терен е ангажирана и тешка механизација што прави засеци, односно земјени појаси на теренот со цел спречување на понатамошно ширење на огнот. Пожарот пак на Галичица кој избувна во понеделникот на албанска страна од планината и брзо се прошири на наша територија, денеска е локализиран. Во текот на вчерашниот ден на пожарот се дејствуваше од земја и од воздух. На тешко пристапен терен на над 2000 метри надморска височина огнот го гаснеа екипи од 10 лица од Национален парк Галичица, од Планинската спасителна служба од Црвен крст Охрид и 5 пожарникари од територијалната противпожарна единица Охрид. Пожарникарите, ренџерите од Галичица и планинските спасители со хеликоптер беа пренесувани на тешко пристапниот терен на Галичица, каде и покрај силниот ветар успеа пожарот да го стават под контрола. Исто така дејствуваа и 2 авиони Ер-трактор. Денеска местото на пожарот на Галичица се контролира од екипа од Националниот парк. Пожарот во околината на потегот на селата Косел, Вапила, Опеница и Расино, што се појави на 4 различни точки, е целосно изгаснат. Од Центарот за управување со кризи информираат дека се уште се забележува чад во внатрешноста, но додаваат дека нема никаква опасност од негово избувнување и проширување. На терен ќе има 10 лица од јавното претпријатие Национални шуми подружница Галичица да го контролираат теренот, велат од ЦУК. Од Центарот за управување со кризи денеска информираа дека на територија на државата имало вкупно 41 пожар на отворен простор, од кои во моментов 6 се активни, 9 се под контрола и 26 се изгаснати. Територијалната противпожарна единица при општина Охрид, заедно со членови на доброволни противпожарни друштва и останат инволвирани, денови ве води тешка секојдневна битка со пожарите во околината на Охрид. Кога ќе се смири состојбата со пожарите, територијалната противпожарна единица Охрид ќе поведе дисциплински постапки за тие пожарникари кои на кој било начин не се одзвале на повиците за помош и очигледно заборавиле за што се платени. Сите оние храбри пожарникари кои гинат по планините секојдневно ќе бидат соодветно наградени, велат од територијалната противпожарна единица при општина Охрид. Почина 4-месечно бебе од струшкото село Мороишта. По неуспешната реанимација во семејниот дом, екипите на брзата помош бебето без знаци на живот го пренеле на детското оделение во општата болница во Струга, каде била констатирана смрт. По наредба на јавен обвинител, врз телото на бебето ќе биде извршена обдукција, која треба да покаже како настанала смртта.
Почина 4-месечно бебе од струшкото село Мороишта. Синоќа по неуспешната реанимација во семејниот дом, екипите на брзата помош бебето без знаци на живот го пренеле на детското оделение при општата болница во Струга, каде била констатирана смрт. Според медицинската историја, детето било сосема здраво, родителите го нашле на стомак без знаци на живот и веднаш повикале итна медицинска помош. Неуспешни биле обидите на лекарите за реанимација, а засега не се познати причините за смртта. Се работи за, да речеме, бебе околу 4,5 месеци. Донесено е во екзитирана состојба, значи без знаци на живот, без дишење, без срцева акција, со проширени зеници. Дежурниот доктор на оделение, уште самата брза помош кога го донесла детето, кажано е дека кога стигнале веќе таму, тоа било без знаци за живот. Покушале иските да го реанимираат, го донесле на оделение покушано да се реанимираат, повикан и анестезиолог, меѓутоа безуспешно детето било без знаци за живот. По наредба на јавен обвинител врз телото на бебето ќе биде извршена обдукција, која треба да покаже како настанала смртта. Во овие 4 месеци ова е трет смртен случај на бебе во Охридско-Струшкиот регион. Кој затајува данок? Високите казни и честите контроли на инспекторите изминативе години воведоа фискална дисциплина кај регистрираните трговци, хотелските и угостителските објекти. Но има даночни обврзници кои не ја употребуваат фискалната каса. Најчесто данок затајуваат сезонските бизниси во туристичките центри. Колку данок се затајува во туристичките центри во екот на летната сезона. Генерално високите казни и честите контроли на инспекторите изминативе години воведоа фискална дисциплина кај регистрираните трговци, хотелските и угостителските објекти, но има даночни обврзници кои не ја употребуваат фискалната каса. Ретко се издаваат сметки, особено на странските гости, за изнајмена лежалка на плажа, закупените производи и пијалоци на манифестациите и концертите, кај такси превозниците и уличните продавачи на храна кои поседуваат фирма. Во трката за поголема заработка, непочитување на законот најчесто има кај сезонските бизниси, а хотелско-угостителскиот сектор се соочува со нелојална конкуренција. Каде што нигдега не се издава ни фискална, ни ништо, ние плаќаме даноци, плаќаме секакви давачки према државата, плаќаме туристичка такса. Многу ги има кои не се пријавени и тие се нелојална конкуренција на нас. Таа сива економија едноставно го уништува хотелскиот туризам. Туристите со поделени мислења, некои велат добиваат фискална сметка и без да побараат, а некои велат бараат за да се заштитат од кражба, бидејќи има и поединци кои цените ги вадат од ракав. Добиваме фискална сметка секогаш, бидејќи сами си ја бараме. Внимателни сме многу, бидејќи еден вели 10 евра, а другиот подоцна ни вели 25 евра, па затоа земаме и ги чуваме сметките. Па нисмо ништо. Не користевме се уште услуги на плажа, ниту на брод, па не знаеме како е таму, но во продавниците, во кафулињата и во рестораните се е како што треба во тој дел. Да, секогаш ни даваат фискална сметка, нема проблеми. Дават. Па треба, законски треба да. Ама не издаваат. Све по своја волја, разбрате? Па јас кога одам добивам. Управата за јавни приходи апелира сите кои вршат промет со добра и услуги во готово да воведат употреба на фискален апарат. Граѓаните кои се соочуваат со неиздавање на фискална сметка или им се издава сметка која не ги содржи елементите на фискалната сметка, ги повикуваме да пријавуваат на бесплатниот телефонски број на УЈП 198 или да поднесат представка писмено во канцелариите на УЈП или на мејл на info@ujp.gov.mk, како и преку апликацијата Мој ДДВ, информираат од УЈП. Инспекторите на Управата за јавни приходи ќе продолжат со засилени контроли во туристичките центри. Избран најдобриот расказ на годинешниот конкурс Живко Чинго. Наградата на авторот ќе му биде врачена на традиционалната манифестација Вечер на Живко Чинго на 13 август во село Велгошти. Расказот Јоанес да обманус под шифра Фанатик е најдобар на годинешниот конкурс Живко Чинго.
Комисијата во состав професор доктор Димитар Пандев, председател, доктор Иван Джепаровски, член и Славе Ѓоргодимовски, член, го издвои награденото дело како пример за постмодернистичка наративна постапка, проткаена со ироничен призвук и сместена во македонски книжевен контекст. На конкурсот пристигнаа вкупно 62 раскази. Авторот на наградениот расказ треба најдоцна до 9 август да се јави во одделението за култура на општина Охрид за докажување на авторството со четвртиот примерок. Наградата на авторот ќе му биде врачена на традиционалната манифестација Вечер на Живко Чинго на 13 август во село Велгошти. Јавното предпријатие Охридски комуналец ги известува граѓаните на урбаната заедница Старград да го почитуваат комуналниот ред и пропишаната динамика за подигање на комунален отпад. Од предпријатието упатуваат апел до граѓаните комуналниот отпад уредно да го депонираат на определените места за оваа намена, во точно определените денови за дадениот реон и во периодот од 22 до 7 часот. Граѓаните кои поседуваат објекти за издавање на туристи треба да ги информираат своите гости за комуналниот ред, како би се избегнале непријатните слики и ситуации со кои секојдневно се соочуваат нашите дежурни служби, велат од јавното предпријатие Охридски комуналец. Додаваат дека секое непочитување на комуналниот ред и депонирање на комуналниот отпад надвор од пропишаните термини ќе биде санкционирано согласно Законот за јавна чистота. На годишно ниво, во периодот јули 2023-јули 2024 година, инфлацијата мерена преку трошоците на животот изнесува 3%, објави Државниот завод за статистика. Цените на мало на годишно ниво пораснале за 3,9%. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во јули во однос на јуни годинава пораснала за 0,7%. Цените на мало во јули годинава во однос на јуни порасна за 1,5%, објави Државниот завод за статистика. На годишно ниво, од јули минатата година до јули годинава, инфлацијата мерена преку трошоците на живот изнесува 3%, додека цените на мало на годишно ниво пораснале за 3,9%. Зголемувањето на инфлацијата во јули годинава во однос на јуни е резултат на зголемувањето на трошоците на животот во следните групи: ресторани и хотели за 5,8%, транспорт за 4,9%, рекреација и култура за 1,2%, здравје, разновидни стоки и услуги за 0,6% и домување, вода, електрика, гас и други горива за 0,3%. Во јули годинава во однос на јуни намалување на трошоците на животот е забележано во групите облека и обувки, храна и безалкохолни пијалоци за 0,2% и комуникации за 0,1%. Трошоците на животот во групите мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата и образованието остануваат на исто ниво како и во претходниот месец. Вредноста пак на синдикалната минимална кошница, која пресметува Сојузот на синдикати на Македонија за месец јули годинава, изнесува 60.570 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Се урна мал хотел во германскиот град Кројц. Од 14 гости само 5 успеале да се спасат. Спасувачките екипи на пресконференција потврдија дека 2 лица се загинати, а од итната помош успеале од урнатините да извлечат 4 лица, меѓу кои и 2-годишно дете и неговите родители. Итната медицинска помош воспоставила контакт со 3 преостанати затрупани лица, од кои добила информации дека некои од нив биле тешко повредени. Локалниот инспектор за контрола на пожари и катастрофи кажал дека биле користени дупчалки за пробивање на урнатините за да се вметнат микрофони со кои се стапило во контакт со затрупаните луѓе. Евакуирани се 31 лица од објектите кои се во непосредна близина на оштетената зграда. Засега не е јасна причината за колапсот и истата допрва ќе се утврдува. На првото заедничко појавување во предизборната кампања, Камала Харис и нејзиниот кандидат за потпредседател Тим Валц веднаш започнаа директна конфронтација со тимот Трамп-Венс. Кампањата ќе биде кратка, но одлучувачка, најавија Харис и Валц на митингот во Филаделфија. Имаме само 91 ден, изјавил гувернерот на Американската сојузна држава Минесота. Камала Харис упатила пофални зборови за Валц, издвојувајќи неговата поддршка за воените ветерани, синдикатите, либералните права за абортус
статус и построгите закони за оружје. Покрај неговата политичка кариера, Харис го истакнала и поранешниот ангажман на Валц како учител и тренер на американски фудбал. Добитникот на Нобеловата награда за мир Мухамад Јунус ќе води новата привремена влада на Бангла. Успехот на банката во извлекувањето на луѓето од сиромаштија бил пример за микрофинансирање и во други земји, зашто и ја добил Нобеловата награда. Јунус е долгогодишен критичар на досегашната премиерка Хасина и моментално се наоѓа на условна слобода откако беше осуден на 6 месеци затвор. На Олимпијадата Кит со својот настап накратко го прекинал надпреварувањето во сурфање. Во француска Полинезија на Тахити се одржува надпреварот во сурфање како дел од Олимписките игри. За време на полуфиналниот надпревар во женска конкуренција ненадејно во водата се појавил Кит, поради што надпреварувањето на кратко било прекинато. Китот пред камерите изведувал необични трикови и после неколку минути повторно отпливал кон длабочините на океанот. Не е невообичаено фоки, делфини и китови да се видат за време на одржување на надпреварите во сурфање, а ниту ајкулите не се изненадување. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!